Историчарот Дејан Азевски направи една долга анализа за меѓународниот институт ИФИМЕС. Сега ќе го вклучиме со појаснување во врска со анализата. Анализата е насловена "Што светот може да научи од Италија за COVID-19". Добро утро, господин Азевски, дали се слушаме? Добро утро, Кристина, јас ве слушам одлично. Така, ја прочита вашата анализа, многу интересна, можам да кажам, и во дел и навистина се согласувам со вас. Велите дека ширењето на вирусот во Италија, па и на Балканот, го препишувате на социјалниот живот. Пред се велите италијанските кафулиња и пабови и затоа се дојде до оваа огромна катастрофа. Дали сметате дека изолацијата е најдобар метод за спречување на ширењето на овој вирус? Изолацијата дефинитивно не е идеална, али во овој момент не постои никакво друго решение, не за спречување, туку за забавување на оваа состојба, се до моментот додека се најде вакцина. Јас живеам веќе 2 месеци во Италија, во северна Италија, најпогодената област од оваа болест. Во Трст, ако не се лажам. Никој апсолутно нема, значи, илузии дека до пронаоѓањето на вакцината, значи, мерките целосно ќе се укинат. Значи, ќе се разлабават, но во никој случај нема целосно се укинат. Во анализата давате еден позитивен пример за малото италијанско градче Во, кое што е целосно тестирано, но и целосно во изолација. Но исто така анализирате и дека не е возможно на секаде ова да биде применливо. Зошто? Од едноставна причина што ниедна држава во светот, со исклучок на неколку како Кина и Русија, нема доволно ресурси. Значи, замислете што е потребно за да се снабдува од врата на врата една обична зграда. Значи, зградата во која вие живеете, веројатно се потребни 10 луѓе за 3 оброци да доставуваат на ден до луѓето кои живеат внатре. А замислете тоа да се направи на 2 милиони луѓе во Македонија или на 60 милиони луѓе во цела Италија. Значи, тоа е невозможно. Затоа, значи, оваа криза ќе покаже дека редовниот, значи, армиски состав можеби во иднина повторно ќе биде потребен, значи, она масовно одење војска и барем предвојничка обука за целосниот дел од населението. Така, кога сме кај армиските можности, велите дека балканските држави ги немаат во голема вера и затоа единствено кое ни преостанува да се потпреме на свеста на населението за што побрзо сваќање на простото значење на поимите самоизолација и одговорност кон околината. Исто така во анализата, па еве дури и на почетокот споменавте дека ескалацијата на овој вирус е токму и поради менталитетот дружелюбив на нас јужњаците. Така што прашањето ми е, навистина верувате дека свеста е доволна за да го спречиме ширењето? Јас редовно ја следам ситуацијата и во Македонија и на цел Балкан и можам да кажам дека во поурбаните средини, каде што живее делумно речено пообразовано население, значи полесно се минува со коронавирусот. Зошто? Затоа што луѓето се подисциплинирани, повеќе веруваат, значи, на препораките на властите и едноставно, значи, веруваат во систем. Во руралните средини луѓето се уште семејно гледаат на работите, значи тој е мој братучет, таа е моја тетка, нема да ме заразат и се дружат интензивно. Живеат по 10 луѓе во исти двор, значи не ги сменаја своите навики. Мислам дека најголем проблем ќе имаме во руралните средини, а и веќе имаме, знаете, во струшките села што се случува, знаете дека Девар беше околината на Девар иницијална капитла. Така да мора некако, значи, да има масовна пропаганда да допре до секој еден граѓанин, значи она што мора да се направи. Не е покладно, еве јас сум 34-ти ден во карантин во Италија, али мора да се држи. Така, вие се наоѓате во градчето Трст, ако не се лажам.
Да, јас сум во Трст, можеме еве со задоволство да кажам дека денеска е прв ден кога ќе можеме да прошетаме. Значи тоа е нагласено во локалните медиуми, дека после 34 дена целосен карантин имаме право да се движиме подалеку од 200 метра од нашиот дом. Значи да не одиме само до локалниот супермаркет или аптека, туку денеска ќе бидат и дел од бутиците отворени, дел од книжарите, значи некои други содржини, нормално кафичи, ресторани нема да има уште, али ево ќе може да одиме и до нашата канцеларија да земеме некои документи што ни требаат такви работи. Така, во анализата додавате и дека Италија се наоѓа пред социјална револуција. Ова е време кога наголемо коментираме за економските мерки и економските последици. Како ќе влијае оваа изолација, еве искуството и од Италија, но и што предвидувате еве и во нашата држава? Што ќе се случува со економските мерки, дали е можна, како што вие велите, социјална револуција? Јас искрено предвидувам катастрофа не само во Македонија насекаде, од економски аспект. Нас на факултет не учеа и подоцна на постдипломските студии дека во капитализмот ни еден ден не сме, значи, економијата да стои. Сето она што ќе се заработи треба одма да се потроши за да се прави обрт на капитал. Сега ние имаме со месеци, ја не знаеме, можда и цела година, значи целосно закочена економија. Јас не можам ни да пресметам, значи не постои ни ум на светот кој може да пресмета колкава ќе е таа штета. Трилиони, кватрилиони долари, значи за светската економија. Тука има некои проценки дека на долг рок, значи нивото на животот знам ќе се врати на периодот од 70-тите години, 80-тите години, значи она што го живеевме досега, патувачко општество, потрошувачко општество, мислам дека најверојатно ќе го ставиме зад нас. Што значи ова, кога можеме да очекуваме тогаш нормализирање на животот, бидејќи еве и граѓаните сите очекуваат дека што малку се подопорави оваа состојба, повторно ќе можеме да патуваме и да живееме онака како што сме навикнати. Што предвидува оваа ваша анализа, бидејќи велите враќање на животот каков што бил порано, а од друга страна пак сега гледаме дека многу повеќе се користи технологијата и за многу повеќе работи, еве дури наставата оди онлайн. Убаво е тоа што наставата оди онлайн, значи ќе напреднат доста технологии во овој период, но за целосна нормализација на животот, јас сум скептик дека до појавата, до целосна вакцинација на населението од светот, што ќе треба 2 години, ќе имаме значи враќање на она почетна точка од пред 2 месеци. Самите луѓе значи ќе се плашат да влегуваат во авион со 180, ево конкретно Визер со 180 пратници внатре. Јавниот превоз како автобуси ќе се смета за проблематична категорија. Значи, границите кои досега ги разлабавувавме, сега ќе бидат се посегнати. Така да самиот систем ќе не дестимулира од тоа патување. Плюс и ќе бидеме финансиски ограничени, бидејќи приходите веќе не се тие и нема да бидат надолу. Така да мислам дека сега светот ќе се заличува на некој период од пред неколку децени, кога оние семејни вредности, значи живење во заедништво дома, ќе се враќаат на сцена. Значи тоа што проживеавме, јас би рекол и до некаде раскалашено, сега веројатно ќе оплатиме. Кога сме, како што веќе велите, раскалашеност, во факторите кои ги набројувате во вашата анализа, поради која што имаме навистина различни искуства од државите, пред се Италија споредено со Кина, нели, секако ние малку повеќе личиме на Италија, барем кога е менталитетот и навиките во прашање, велите масовното враќање на диаспората во земјата, кој сигурно скапо ќе го платиме. Ова се претежно луѓе кои останаа без приходи и не се во можност да ги сервисираат своите скапи режиски трошоци на запад и затоа експресно се вратија дома. Потоа масовното непочитување на мерките за карантин по враќањето дома, недостаток на кадар и соодветна медицинска опрема, менталитетот и насушната потреба од социјализација, која е иста или полоша кај балканците како и кај италијанците, и склоност кон ширење лажни вести и паника кои
сигурно ќе се одразат за време на пикот на болеста кој доаѓа за околу 1 месец. Ова е, можам да кажам, одличен приказ на нашето општество кога се работи за лажните вести, потребата од социализирање, но и непочитувањето на мерките. Сметате дека кога ова би го средиле би било сосема доволно за да го спречиме понатамошното ширење на болеста? Би било повеќе од доволно, али јас не знам како би можело тоа да се среди кога тоа се навики стекнувани со стотици илјадници години. Значи тоа е во крвта на нашиот народ, менталитет, па и во мене лично. Значи ние сами не знаеме да живееме. Значи ако според теоретичарите секое суштество на светот е социјално суштество, пред се ние сме хиперсоцијални, значи во Македонија и на Балканот. Така да јас воопшто немам илузии дека може ние преку ног да се смениме, па дури и во вакви катастрофи. Значи едноставно ние сме премногу поврзани меѓу себе, нас ни значи, ние искрено се сакаме, добро и се караме понекогаш, ама се сакаме меѓу себе, така да нема тука промени да направиме. И она што е неизбежно, во анализата зборувате за 3 можни сценарија. Малку повеќе објаснување, кои се 3 можни спасоносни сценарија според вас и исто така кој од нив треба и можеме да го примениме и ние како држава? Значи, до оној момент додека економијата целосно не ни крахира, ќе го применуваме ова сценарио, кој за сега добро, значи, властите го тераат на карантин и, значи, постепено стекнување на вештачки имунитет. А јас синоќ ја видов за жал една лоша снимка, мислам дека од населбата Сингелиш беше, кај што народот веќе излегол на улица и се буни за карантинските мерки, и тоа ќе биде се почесто слика или из Македонија и низ светот. Така да во еден момент веројатно властите ќе бидат принудени, значи, под притисок да го трнат тој карантин и да ризикуваат, значи, да го ризикуваат британскиот модел или шведскиот на брза масовна имунизација. Колку би било тоа погубно за нас? И онака кревки здравствени капацитети и ќе се одрази најверојатно со голема смртност кај ранливите категории. Но ви кажувам, вакцина нема да имаме, значи, мислам масовна вакцинација во наредни 2 години, така да до тоа порано или подоцна неминовно ќе дојде. Што се однесува до Велика Британија, тоа е нивниот модел на природна имунизација. Ние немаме, барем според анализите на голем дел од здравствените власти, ние немаме толков здравствен капацитет за да се справиме со една ваква мерка. Сметате дека се комплетно добри овие мерки на изолација и како можеме ние ако веќе го заобиколиме овој принцип се со цел да нема огромен број на смртни случаи, секако ако ги земеме во предвид и нашите капацитети, но како тогаш ќе дојдеме ние до природна имунизација? Или сепак ќе чекаме само вакцината? Не, до природна имунизација доаѓа. Значи, нашиот модел не е толку различен од Шведска и Велика Британија, туку е побавен. Тоа е намерно така поставен и мислам дека нашите власти добро го поставиат, здравствените власти. Проблемот е што тие не можат да го вкалкулираат, значи, економскиот ефект од тоа. И, значи, после неколку месеци ваков живот ќе имаме крах на економијата и на системот. Иначе, значи, јас да сум министер за здравство би поставил тотално на истиот начин, бидејќи нема друг начин за Македонија во моментот. Но ќе нагласам повторно прашање колку е тоа економски држливо и колку е здравствено одржливо од аспект на психичкиот, психолошкиот фактор. Бидејќи нервозата работи кај секој онај кој е затворен дома и прашање тоа кога ќе се излее на улиците како што синоќ ќе се излее во населба Сингелич. Така да се надеваме дека тоа нема да се случи, бидејќи сите вие кои правите анализа, ајве пред се здравствените власти велат дека имунизацијата е најдобар начин да се спречи ширењето на овој вирус. Така што најмалку што очекуваме од сите наши сограѓани е да ги почитуваат овие мерки. Сепак не е толку тешко да се издржи неколку дена во изолација, колку и да ни е променет социјалниот живот на кој што сме наголемо навикнати.
Дејан Азески, ви благодарам што ова утро се јавивте да дадеме уште малку поконкретни објаснувања за вашата долга анализа, но и да слушнеме став и компарација за она што се случува во Италија и каква оценка даваат луѓето кои во одлично име, во прво лице гледаат што прават властите во другите држави во однос на нашите власти. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам вас, Кристина.